Почитувани, додека во Гевгелиска обичниот земјодарец чека да се повлече водата од недојдениот Вардар, за да види дали ќе остане нешто од поплавените посеви, додека во Македонија со месеци доцнат исплатите на социјалните надоместоци по сите основи, од и буџетот е празен, нам во Гевгелија деновини се случи сервирање на настан од споредно значење, а тоа беше отварањето на новите простори на Општинскиот комитет на ВМРО ДПМН. Ако државната каса е празна, па се кратат социјални надоместици од најранливите категории граѓани, ако се измислува експресно гласа нов закон за дополнителни придонеси кон хонорарните работници, само за да се пополни она што веќе пред време е потрошено, ако се нема покритие на партиските пропаганди, откаде тогаш пари за нови канцелари на партијата на власт? Животот на граѓаните со ова безпарица им е одамна на вересија, но се прашуваме, со чија вересија е платен новиот партиски простор на Гевгелискиот ДПМН. Познати ни се и примери кога непознати донатори на партијата подаруваат парични влогови за да се покријат изворите на средства на партиската сметка. Некој од нив се одважија, како поранешниот председател на Унијата на млади сили, и јавно проговорија дека ниту тој, ниту мајка му, иако стојат на списокот на донатори на партијата, никогаш не донирале пари за ВМРО ДПМН. Познати се и случаи на субвенционирани земјоделци кои добиле по 30-40 денари субвенции, а донирале за партијата 60.000 денари, што значи останале во загуба. Прашање е дали воопшто донирале или се работи за злоупотреба на фондовите на субвенции во земјоделството. Вакви примери не наведуваат на сомнеш дека има уште неоткриени работи во финансиските дубиози на ДПМН, кој додека е на власт, црпи пари од јавните средства на граѓаните, а преку споредни трансакции ја полни партиската каса. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија започна со разобличувањето на вистинското лице на ДПМН, со проектот Вистината за Македонија. Започнавме со јавно објавување на материјалите од аферата прислушување на највисоките кругови на власта, опозицијата, судството, медиумите. Верувам дека тука ќе го најдеме и одговорот на прашањето од каде пари на Општинскиот комитет на ДПМН за нови простори, кога во Гевгелија со години прокиснува кровот на Пионерскиот дом, проклиснуваат просториите во детските градинки, до пред некој месец проклиснуваше и кровот на здравниот дом во Гевгелија. Ако вака со години ги запоставувате општинските установи, за кои ни во 2015 не се гледа решението за санација, како за вашата партија се најдоа пари за купување на нови простори? Ги прашуваме чалниците на Гевгелискиот ДПМН. Може би ВМРО ДПМН, како партија, стана најголемиот предприемач во државата, слушајќи ги рекламите на владата за охрабрување на предприемаштвото, кои се вртат на провладините медиуми. Сепак, тие се наменети за бизнисмените и невработените, но изгледа дека од рекламите само ДПМН како партија добро профитира. Деновиве, општинските мокници на ДПМН во Гевгелија го покажаа вистинското лице. Опиени од власт и моќ не знаат за крај во нивното луксузирање. Ги опремија партиските простори со кожен мебел. Каква иронија, каков презир. Се китат со кожни фотели, а за 9 години од нивното владење му ја сотреа кожата на обичниот граѓанин, го донесоа до просечки штаб. Во јавното предпријатие Комунарец, директорката се почасти со ново службено возило од 20.000 евра, да и биде патувањето поудобно. Згора на тоа ќе бидат вработени нови 39 партиски војници во истото предпријатие. Зарем е важно што Комунарец изгуби судски спор од 11 милиони денари, што гевгеличани пијат вода за која има забрана за конзумирање од надлежниот републички орган, што сметките за вода на граѓаните секој месец растат, што во населените места нема ни фекална канализација. Очигледно не. Тоа мора да престане. Господа од ДПМН, вистината за Македонија почна да излегува на виделина. Во тоа не се сомневајте. Вашето време одминува, за среќа на Македонија. Секој кој се огрешил пред законот ќе одговара за своите постапки. Со тоа најавуваме дека новиот поредок во Република Македонија нема да биде лажен патриотизам, лажен популизам, ниту лажна и селективна правда.
тука ќе се воспостави ред и правна држава, за која ќе стои правото, законите и демократскиот поредок. Ви благодарам.